Руската војна против Украина ги засилува политичките тензии и создава атмосфера за етнички конфликт на Балканот, стои во годишниот извештај на канцеларијата на директорот за националната разузнавачка служба на САД. Во него се наведува дека Западен Балкан останува област на зголемени политички тензии и надворешни влијанија, со особено истакната улога на Русија во дестабилизација на регионот. Во извештајот се вели дека Русија поттикнува нестабилност меѓу Србија и Косово, ја поддржува сецесијата на Република Српска од Босна и Херцеговина и преку државно поддржани структури води кампањи против НАТО и Европската Унија, особено во Босна, Црна Гора и Србија. Експертите се согласуваат дека постои руско влијание, но според нив тоа нема некој сериозен политички легитимитет. Оно што овде се алудира влијание до широките, да речеме, широката популација, која се остварува преку разни форми на комуникација и веруваме и знаеме дека тоа е така. И второ, влијание до специфични политички играчи. Од тука се разбира дека има одредено политичко влијание, меѓутоа може би не би рекле дека сега во моментот тоа е клучно или дека има некаков сериозен политички легитимитет. Американскиот извештај предупредува на поширок спектар на закани во Европа, вклучувајќи политичко влијание, дезинформации и обиди за поткопување на безбедносната архитектура, при што Балканот се смета за особено чувствителна област. Извештајот исто така предупредува на пошироки глобални закани, меѓу кои се издвојува растечката конкуренција на големите сили, првенствено меѓу Соединетите држави Кина и Русија, како и забрзаниот развој на сајбер напади и технологии што можат да се користат за дестабилизација на државите. Александар Спасовски, Сител телевизија.